Почитувани, постои случај на 6000 вработувања спротивно на закон на државен товар. На ова претходеше бришење на критериумите за административните службеници, но и тоа не ви беше доволно и не сопревте. Постапките не сте способни да ги спроведете. Додека ги чекаме реформите кои ги најавувавте во државната и јавната администрација, ретко неталентираните министри за финансии, информатичко општество и администрација одговорија паушално како да сме ги прашале за семејниот трошок на годишен одмор во 2018 година, односно, според неколкуте портали, одговорот на Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и администрација е: позитивно одговориле на 417 годишни планови за вработување за 2018 година, спротивно на закон, и истото го сториле поради изборен процес. Точната бројка на нововработени била 3078 во државна и јавна администрација. 12335 вработени си заминале од администрацијата, од кои околу 4000 работници биле на одредено време и не им е продолжен договорот. Дел си заминале, неколку илјади, дел се пензионирале и 511 добиле отказ. Нашите индиции за организирана злоупотреба и грубо непочитување на законите и процедурите, при тоа нанесувајќи му штета на буџетот на Република Македонија, добија официјално признание со скандалозни размери. Потенцираме. Не постои законска можност за издавање на позитивно мислење на годишен план за вработување надвор од роковите предвидени со закон. Додека коментарот поради изборите се пролонгирани роковите не е законска и е скандалозна од причина што со изборите се стопираат само вработувањето. Во никој случај не постоела забрана за изготвување на годишните планови за вработување. Несериозно е лиферувањето на информацијата дека точната бројка на нововработени е 3078. Каков вид на вработување? Во која институција? На кое работно место? Со кои средства? Од кој буџет? Или слично? Или доволно е само 3078, сето останато е државна тајна или можеби се ваши лични податоци? Скандалозно е и објаснувањето дека 12335 вработени си заминале од администрацијата и паушална оценка за основите на нивното заминување, додека како пофалба се истакнуваат дека 511 луѓе добиле отказ. Министерството за финансии, кое исто така, спротивно на закон, има издадено 417 согласности за незаконски годишни планови за 2018 година, не ги интересираат вработувањето во институциите, бидејќи функционерите, парите за плати и придонеси ги носат од дома. Напротив, се најповикани да одговараат за секое поединечно вработување во институциите, не за профилот на вработените како што одговараат во Министерството, за државните пари со кои се финансираат вработувањата, односно од кој буџет се финансирани вработувањата, дали се планирани и слично. После јавното признание и скандалозното незаконско вработување, ги повикуваме надлежните институции веднаш да отпочнат постапка и сериозно да истражат кој и во колкави мери ја злоупотребил својата положба и овластувања, додека на најповиканите во овој скандал им препорачуваме: сите согласности за годишните планови за вработување за 2018 година, кои сте ги издале спротивно на закон, да ги прогласите за ништовни. Сите вработувања на административни службеници во институциите врз основа на незаконски годишни планови за вработување за 2018 година да ги прогласите за ништовни. Драган Тевдовски, Дамјан Манчевски и Спасе Глигоров да си поднесете неотповиклива оставка. Драган Тевдовски, Дамјан Манчевски и Спасе Глигоров да си побарате ревизија за да се утврди колкава штета имате сторено. Драган Тевдовски, Дамјан Манчевски и Спасе Глигоров да се пријавите во основното јавно обвинителство и кривично да одговарате за злоупотреба на службена положба. Граѓаните и даночните обврзници на Република Македонија имаат право и очекуваат одговорност и јасни и прецизни одговори од институциите. СДСМ може, но и не мора да дава одговори. На сите веќе им е јасно. Ви благодарам.